Да, 11 часот и 7 минути, вие сте на вистинската Браново должино 96,8 FM и знаете што гледате и што слушате на нашата Браново должина и тука директно на Facebook лайв стримот на нашиот профил на Радио Пела. Радио што се гледа секојдневно со различни теми, се со една цел да ги задоволиме сите вкусови ваши, се разбира, но и да ви ги представиме активностите, односно настаните и случувањата кои што се случуваат во нашиот град. Забележувате, мои денешни гости сте Дарко и Матеј Чатлески. Матеј е дел од боксерскиот клуб Ас Прилеп, а се разбира Дарко е еден од предводниците на клубот, клуб кој што настапува во Младинската македонска боксерска лига. И ако се прашувате зошто се тие тука гости, не се туку за џабе тука во нашето студио, затоа што клубот, боксерскиот клуб Ас, моментално е на првата позиција во Младинската боксерска лига, на првото место по одиграните кола во Младинската боксерска лига, ми се чини со 27 поени, ако сгрешам ќе ме поправи Дарко, но најпрво би сакал да им посакам добре дојде на моите гости и се надевам дека е пријатно во нашето студио во центарот на Прилеп. Атмосферата надвор е така предпразнична, но ние сме тука да посветиме малку внимание на боксот. Добре дојдовте во нашето студио. Добро дојдовме и благодариме на поканата и целокупната поддршка што ни дава ова Радио Пела, радио што се гледа. Така, радио што се гледа и многу имаме различни коментари секогаш кога одиме на настани, затоа што и ги снимаме тие настани. Матеј за прв пат во нашето студио, но се надевам дека нема да биде и последен, затоа што знам дека напредуваш, одиш напред, иташ кон целта. Така е, значи пред се сакам исто така да ви се заблагодарам за поканата и за целокупната поддршка која ни ја даваат изминативе години. И значи нормално си имаме поставена наша цел да бидеме најдобри еден ден и да го представуваме нашиот град, нашата држава. И јас ќе те замолам само малку на кај тебе да ги тргнеш медалите од камерата, не можеме да ги видиме. Значи почнуваме да ги собираме медалите Чатлески и не само вака за Матеј, за другите надпреварувачи. Ајде последно, каде беше боксерскиот клуб Ас, каде се надпреваруваше и кои беа резултатите? Добро, да почнеме сега со лигата. До сега се одржа две лиги. Во тие две лиги нашиот клуб е за сега прво место, значи водиме, втор беше од Скопје забракал се вика клубот. Требаше сега да се одржи државно првенство на почетокот на јули, но се одложи. Меѓутоа се одржа интернационален турнир Арена Куп во организација на боксерски клуб Чаир. Значи тоа ни беше за досега последен настан. Тука учествуваше само Матеј Чатлески, а меѓутоа требаше да учествува и Марко Петрески, еден од подобрите членови во нашиот клуб, но во последен момент неговиот противник не пристигна и така Марко остана без борба. Рече дека последно се одржа еден турнир во кој што беше организатор боксерскиот клуб Чаир. Ајде да кажеме за околу соработката на боксерските клубови во нашата земја. Има ли некаква соработка? Знам која ви е примарната цел да се афирмира боксот, но каква е соработката меѓу клубовите? Па соработката ни е на добро ниво, можам да кажам, и еве сега после да речем короната што зафати цел свет и што многу работи се закочија. Сега почнавме да функционираме на едно, да речем, можам да речем и почетно ниво, бидејќи 2 години имавме пауза, почетно но добро ниво. Од лигава преостануваат уште 4 кола и едно државно првенство. Веќе се следат и боксерите на настаните за избор на репрезентативци во иднина кој боксер ќе се избери за во репрезентација. Дали тоа ќе значи посебно некое филтрирање на боксерите од земјава, ќе ги следат настапите селекторите? Па да, селекторите ги следат, значи па ќе кажам досега беше малку стагниравме со работа поради пандемијата и сега веќе можам да речем од нула се почнува во овој период и мислам дека
че се изводобри ова боксери за репрезентација. Од нашиот клуб можам да кажем имаме перспективни 4-5 боксери. Знам дека во клубот, во боксерскиот клуб АС тренираат еден куп млади личности. Ги гледаш ли перспективата во нив? Добро, да, имаме многу членови, меѓутоа, значи имаме и дел рекреативци, имаме дел што почнале сега и нормално секој спортиста не можеш да го пуштиш во било кој спорт на такмичење за 2-3 месеци. Но јас знам дека има и луѓе кои што идат рекреативно да тренираат да скинат килажа. Има и презадоволни, да речам, рекреативните спортисти, и секој тренинг не е различен, значи не му е здодевно, секој тренинг, нов тренинг, интересни работи. Добро, за тренингот... Споделувам моето искуство, Да. значи до сегашното цел живот што сум го посветил во спортот. Така, за сите оние кои што не гледаат и слушаат, знаат што си направил ти во спортот, но за тренинзите ќе ни каже повеќе Матеј. Не за џабе викаат стари крушата под круша паѓа, не може да падне под слива, така и Матеј ќе ги продолжи стапките на својот татко, но за тренинзите ќе ни каже Матеј како се одвиваат. Дарко вика дека секој тренинг е различен, дали има вистина во тоа, ќе бидеш искрен, затоа што можеби ова видео и разговорот ќе го слушнат дел од другите кои што тренираат заедно со тебе. Значи, да, сите тренинзи се различни. Имаме 3 тренинзи во неделата. Секој тренинг започнува исто нормално загревање и потоа во зависност од денот, некогаш е спаринг, ден за спаринг, некогаш имаме ден за оформување на нашето тело, на нашите мускули, некогаш имаме тренинг кој го викаме кружен тренинг, односно работиме на нашата боксерска техника, на сите вреќи, на сите боксерски справи. И значи да, секој тренинг е различен. Има ли нешто што го прави тренингот уште поинтересен? Дали тренерите најдуваат некаков начин да покрај сите овие работи да внесат нешто ново во тренингот? Значи, секогаш се кажуваат различните искуства, не само на тренерите, и на едноставно на учениците. И така, тренингот станува смешен едноставно. Кажи ми, еве, твојот татко работи во клубот, јас знам дека на тренинг нема тато-мама, на тренинг има работа и само работа, но Матеј, од каде е желбата да влезеш во овој спорт и да почнеш да тренираш бокс? Зошто бокс? И заради тоа што и татко ми бил боксер, но сепак волјата е голема, бидејќи спортот ме влечи и сакам еден ден да бидам во помеѓу големите имиња на боксот. Во Македонија, на Балканот или во светот? Во светот. Тоа значи дека треба од аматерскиот бокс да се префрли во професионалниот, но за тоа има време. Колку си ти задоволен од синот како напредува и како ја презема палката? Па можам да кажам, пред да почни да тренира во нашиот клуб, значи не беше форсиран, не беше теран, значи со сила не можеш ништо да натераш. Си проба нормално како секој дете неколку спортови и на крајот се одлучи со праша еден дали може да почне бокс да... Многу ме интересира одговорот. Дали можам да тренирам бокс, а одговорот затоа што во боксот родителската страна се остава малку подалеку, веќе тука влегуваш во малку попрофесионални води. Кој беше твојот одговор? Едноставно може, да. И кога започна прв пат да тренира, малку му беше чудно, се ова прв пат пред него го зборувам. Гледа, знаеш, не те форсира тренерова, она, како јас, сега се кажувам како во однос на спортиста, пример, ја тренирам, тренеров и татко ми, ама ме гледа исто како другите. Така. Значи нема нешто плюс. Или нема нешто, дојди Матеј сине сега, ова ќе го работиме јас и ти, другите нека гледат, значи на тренинг нема, така? Нема, не. Добро, успесите доаѓаат заедно со професионализмот. Уште едно прашање до Матеј, колку си задоволен од твојот последен настап? Па сум задоволен, бидејќи сепак видовме дека можеме да се носиме и со многу поискусни боксери од нас
И ова ми беше дебютантски настап на интернационалната, на меѓународната сцена. И Против кого боксуваше, каде тоа се случуваше, сигурно на овој интернационален куп? Да, Арена Куп. На Арена Куп во Скопје. Боксував против албански боксер, мислам дека се викаше Амар Кочи. Доаѓаше од Албанија и тој беше многу поискусен и може да се речи малце постар од мене. И значи, но сепак бевме спремни и се сочивме со него во рингот. И покажавме добра борба и силен отпор. Тоа значи дека кога влегуваш во рингот нема предавање? Да. Кои се зборовите на тренерот за време на рундите? Оние паузите кога си во твојата страна, каде што треба да добиеш совети? Па претежно нормално зборуваме за техниката и стратегијата која ја работиме во рингот и во зависност од борбата секој одмор е различен. Не можам да кажам што точно се зборува. Добро, Матеј во која категорија настапува и дали во аматерскиот бокс има поделба на категориите? Да, има. Значи имаме прво возрастните, почнуваме од возрастните категории, од категорија деца, кадети, јуниори, пак сениори. Матеј боксува во кадетска конкуренција до 80 килограми. Во лигава од нашиот клуб за сега не представува околу 6 боксери, двајца во детска конкуренција, тројца во кадетска, јуниорска еден и еден во сениорска. Значи претежно сега со новиот кадар на деца ја држиме младинската лига со да речем со новите спортисти кои се надеваме дека со ова темпо што го работиме Башка клубот што ќе го истакниме на големо ниво и што ќе представуваме нормално градот, се надевам во иднина и државата со дел од нашите боксери, дека ова младина дека ќе достигне голем резултат и ќе се преобрази во нормален човек, како спортски човек, да речам. Како да се тргни од пороци во тој смисол. Така. Рековте дека во вашиот клуб има многу кои што тренираат, кои што боксуваат. Како го гледате нивниот напредок? Дали овој ќе биде кој што ќе се надпреварува во младинската лига, овој ќе се надпреварува во следниот интернационален куп или било кој куп кој што ќе се организира, или треба да се работи посветено, па сами ќе испливаат на површина оние кои што треба да го представуваат клубот? Не, таа е за да се знае кој треба каде да такмичи, тоа е тешка работа, значи мора време да помени, известно време да се види пример се е јак такмичарот, али го поставуваш во спаринг и гледаш дека не е тоа, нема добра одбрана и сега треба панано да се работи на одбрана пример. Затоа викам најмалку треба за еден спортиста да помине околу 6 месеци за да видиме до каде е, па да видиме прво нормално се почнува од аматерски бокс во првите борби, па да видиме после како ќе се однесува во рингот. Пример, првите борби може прва борба сега на спортисто, има трема, или пак емоционал, има многу емоции и то секако дека кочи во работата во... Како велите дека кочи во работата, како ги тргате тие емотивни препреки? Знаеме дека секое прво влегување во рингот си носи страф и не само во боксот и во другите спортови. Страф не е страф, тоа е трема, позитивна трема. Како ја правите таа бариера понатаму да ја нема, да се тргне? Значи пред првите борби мора да зборуваш со спортисто за да го убедиш дека треба да ги изработи тие рунди, пример 3 рунди, дека не е ништо опасно и дека мора да го слуша тренеро и да си работи се што имаме тренирано. И сега зависи од спортисто или детето, значи некој дете има повеќе трема, некој е помалку, некој, али досега со новава екипа што ни е, сите боксери ни изработија како што треба, значи. Можам да речам на
колку 90% нови спортисти ни се. До сега сите има избоксовано како што треба, докрај и покажана техниката како што треба. Ја покажаат техниката и гледам голем напредок кај сите. Инаку, за сите оние кои што не слушаат и не гледаат, верувам дека полека привлекуваме внимание, имаме тука и многу лајкови на Facebook. Да кажеме дека боксерскиот клуб АС своите тренинзи ги реализира Точила. Значи, тоа е кај маркетот Кам. Над маркетот Кам. Да. Тука е еден комплекс на теретани. Да, спортски комплекс. Значи, во тој спортски комплекс имаме 4 клуба, теретаната, ние, Максам тим и уште заборав да се вика нешто како фитнес. Одлично, одлично. Да. И на Прилеп му недостасуваат вакви повеќе спортски комплекси каде што ќе можат младите да напредуваат. Матеј, ајде да ги видиме тие медали од што ти се освоени. Значи можеш слободно да ни ги покажеш, да ни кажеш каде ти се освоени и што медал е тоа. Ова е медалот од последното такмичење на интернационалниот куп Арена Куп. Одлично. Ова е медалот од ланското државно првенство, кој се одржа во Скопје исто. Добро. Значи и овој медал го имаш, ги имаш. Да. Одиме со тие што ги немаш. Ова е медалот од државното првенство во 2019 година. Супер. И ова е медал на јавен спаринг во 2016 година. Одлично, одлично. Сега кога сме кај спарингот, дали спарингот и колку тебе ти помага во развојот и колку мислиш дека треба повеќе да има спаринзи за време на тренинзите или да се обавуваат и другите работи? Па значи за спаринг мислам дека е потребно еднаш до два пати неделно, бидејќи сепак и спарингот малце мислам многу влијае на техниката, но сепак и не треба да се користи прекумера. И значи мислам дека е една од најважните работи и покрај тренинзите, техничките тренинзи, бидејќи сепак враќата не враќа, спаринг партнерот враќа. И едноставно е потребен за напредок на боксерот. Овде имаме еден коментар, вика Матеј ни ја води боксерската иднина. Добро, да се надеваме дека ќе биде тоа така. Can't wait to see you at Могила Daddy. Значи имаме и вакви коментари, одлично. Барем сме интересни во овој разговор и многу насмевки, многу срци на ова е за Матеј, Дарко, не се однесува на нас двајцата, туку за Матеј. Да. Сигурно ова се дел од членовите на клубот кои што го гледаат стримингот, одлично. Па тој ни е целта да се види дека и боксот го имаме тука во нашиот град. Кога сме кај државните првенства, Дарко, дали боксерскиот клуб АС ќе биде домаќин на некое државно првенство или на некое коло во младинската боксерска лига? Значи, на минатиот состанок, што се одржа во Скопје, зборува со председателов Примислав Димовски за да земеме едно коло во Прилеп. Значи, од страна на Федерацијата се расположени и само треба да договориме датумот. Фактички од септември, кога ќе почне третото, мислам од кога ќе продолжи лигата, во еден месец, пример септември или октомври да се земи третото или четвртото коло. Значи од моја страна беше расположението на боксерскиот клуб е на високо ниво за земење, но што вели Федерацијата? Федерацијата расположена, значи само треба да се договориме кој период. Тие ми предложија да го земам првото коло, но јас не го земав првото коло поради сите наши спортисти боксери се дел дебитанти, дел со втора борба. Значи сакаше да видиш како ќе се покаже. Да, значи ти со прва борба да го пуштиш во домашен терен и да дојди родитело или девојката или пример. Так. Покрај она позитивна трема, мислиш и на друго, ме гледа, не ме гледа и тука фактички може повеќе да психички да падне спортист. Но за да се организира и тоа коло потребно е што? Клубот сигурно треба да намести ринг, сигурно треба да најде простор. Значи тоа во организација, принципот на организирање коло во лигата, во боксерската лига на Македонија е заеднички со Боксерската федерација на Македонија.
Боксерскиот клуб е задолжен да најди простор, обезбедување, рингот е од федерацијата, значи, простор, обезбедување, озвучување и водител. Добро. Фактички, за ваква работата е поделена помеѓу федерацијата и клубот. Така. Матеј, ти што очекуваш во иднина? Веќе почнуваш да настапуваш, веќе ти се нуди шанса или можност, и имаш поддршката и од твоите другари во клубот, што очекуваш во иднина? Значи, во иднина, нормално, сакам што поскоро да влезам и да представувам нашата држава на професионалната сцена, но се со време, и нормално сакам, сметам дека народот заслужува да се радува на една светска титула. И да се постигне тоа ниво. Одлично, за сите оние кои што не гледате и не слушате, ние ова видео си го снимаме и покрај тоа што одиме во живо, значи го имаме зборот кој што ни го дава Матеј, дека на Прилеп му е потребна една светска титула во професионален бокс, ќе треба малку и тимот околу тебе да поработи на сето тоа. Дарко, на крајот на овој наш разговор, што би им препорачал на сите оние кои што не слушаат и не гледаат, зборувавме за боксот, за настапите на боксерскиот клуб, каде ги тренирате овие деца, кога сакаат можат да се приклучат на овој клуб и да го осознаат светот на боксот? Значи, кај нас вратите се отворени, нашиот клуб нема реклами за упис на нови членови. Така, како што прават некои клубови. Но секој што сака да се бави со боксот или рекреативно да тренира или за себе, вратите се отворени, имаме страна на Facebook, Боксерски клуб Аз Прилеп. Значи може секој слободно да пише доколку се интересира, да праша, ние одговараме брзо и експресно. И нормално при одговорот му велите да пристапат на клубот за да видат како се работи професионално. Добро, Дарко, Матеј, на крај една порака за сите твои врсници, за сите кои што те гледаат и кои што те слушаат моментално, што би им препорачал, зошто бокс, како да стигнат до медал и како да стигнат до титула? Значи, пред се сакам да кажем општо за сите гледатели, не само за боксот, да ги следат своите соништа и да работат на нив. Еден ден се ќе дојде на свое место и ќе стигнат до еден медал. Нормално работата не е лесна, но ако се сака, се може. Така е, ако се сака, се може. Јас ви благодарам за гостувањето денеска. Ми беше огромна чест што сте заедно во нашава програма. Ги поздравуваме и сите наши гледачи и слушатели кои што не слушаат. Уште еднаш благодарност и ви посакувам навистина успех со боксерскиот клуб Аз. Не само да бидете први годинава, туку тоа прво место години да не може да се промени во младинската боксерска лига. Ви благодариме и вас на поканата. Се надеваме дека ќе постигнеме доста добри и врвни резултати во иднина. За тоа сме сигурни. Тука ни е Матеј кој што велат неговите другари дека иднината на боксот во Прилеп, но знам дека има еден клуб кој што работат и кој што достојно ќе го бранат клубот во иднина. Ние си продолжуваме со нашата програма. За сите вас кои што сакате да тренирате бокс, одите во Точила кај комплексот над кам во спортскиот комплекс Боксерски клуб Аз. Дарко Чатлески и неговиот тим кои што работат вредно и макотрпно со многу дечиња и млади личности кои што сакаат да смалат со килограми, да научат бокс. Ние продолжуваме понатаму, вие гледате и слушате радио што се гледа на програмата на Радио Пела.